Вработувањата на клиниката за детски болести, односно недостигот на кадар за кој говори директорот Реджеп Мемеди, предизвика несогласувања меѓу него и Министерството за финансии. Мемеди се жали дека уште од првиот ден како директор се соочил со голем притисок од одделенијата на клиниката и нивните раководители, кои барале ангажирање на среден медицински персонал, особено медицински сестри. Како што објаснува, на почетокот на 2025 година испратил официјално барање до Министерството за финансии за добивање согласно за ангажирање нов персонал преку договори на дело, при што најголемиот дел биле медицински сестри, технички персонал и хигиеничари. На dhjetor të vitit 2025, ne kemi dërguar në fillim të dhjetorit, kemi dërguar Ministrisë së Finansave kërkesën për të i vazhduar të njëjtat pëlqime për këto punëtorë me kontrata. Përgjigje zyrtare nga Ministria e Finansave për këtë kërkesë na ka ardhur me 22 prill të këtij viti. Përgjigje negative. Në momentin që kemi marrë përgjigje negative, ne kemi informuar punëtorët se nuk mund të bëjmë kontrata nga shkaku se Ministria e Finansave nuk ka dhënë pëlqime për kontrata. Dhe nga ajo ditë ne nuk kemi punëtor, në fakt ballafaqohemi me mungesë serioze të punëtorëve dhe vendohet në pikpyetje organizimi i punës dhe cilësia e shërbimeve mjekësore për pacientët tanë. Недостигот на медицински сестри довело до спојување на две одделенија на клиниката за педиатрија во едно. Поточно одделот за имунологија ќе биде споен со одделот за пулмологија. Директорот Мемеди изјави дека одделот за имунологија не е укинат, туку спојувањето е направено поради недостиг на медицински кадар. Според него, голем број медицински сестри, согласно законот, се ослободени од дежурства, дел се пред пензионирање, а други се на породилно отсуство. Од 144 сестри ангажирани на оваа клиника со редовен работен однос, 25 сестри се над 60 годишна возраст. Тоа значи дека оваа година и следната исполнуваат услов за пензија, заминуваат. Дополнителни 15 сестри се над 57 години и тие се ослободени по закон од дежурства. 11 медицински сестри работат со скратено работно време, според решение издадено од надлежни институции за труд и социјала. На прашањето зошто Министерството за финансии дало негативен одговор за околу 50 вработени на детската клиника, кои тврдат дека од јануари не примиле плата и немаат регулиран работен статус, министерката Гордана Димитриевска-Кочовска изјави дека податоците поврзани со ова прашање не биле точно презентирани. Според неа, минатата година, кога биле побарани согласности за договори на дело, истовремено била дадена согласност и за вработување на 38 лица на неопределено време. Од тука, според Кочовска, Министерството не одбило согласности за лекари и медицински персонал. Министерката додава дека кога станува збор за техничкиот персонал, вработувањата треба да се реализираат согласно финансиските можности на институцијата, со што одговорноста ја насочи кон раководството на клиниката.